Лека ноќ, гледате вчерашни новости. Ние сме Јелена и Александар. Ново време, нова ера, нова сезона, нови водители. Ние ве носиме чекор за ците, се додека не се вработиме во влада. Се зезаме. Не менувајте го каналот. Почнуваме со вчерашни. Дознаваме како помина референдумот за мигрантите во Македонија. Ексклузивно, дебата на тема локални избори 2017. Вчерашни на терен, како се одвива изборната кампања. Тажна сторија на вчерашни за еден македонски твитерџија. Откриваме, пристигнали животот во Македонија. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале форца кредит и оние кои ќе земат форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Животот и официјално пристигна во Македонија. Како што јавуваат нашите извори, животот пристигна ноќта помеѓу 24 и 25 септември преку граничниот премин Меджитлија, пошто се упати во Ресен, Битола и Демирхисар. Повеќе за ова прилог направи нашата колешка Јелисалфета Крстич Поп Мајбах. Битола, Ресен, Демирхисар. Ова се трите точки каде што дојде живот во Македонија. Но имаме срекна вест, не дојде само тука, туку дојде буквално насекаде. По тој повод ќе разговараме со еден млад менаџер кој што успеа да го донесе животот во Македонија. Се вика Ѓорги Карамарковски. Господине, дали беше тешко? Секако дека не беше лесно. Но мене ми е навистина многу драго што во пребукираниот календар на животот успеавме да ја вметнеме и Македонија. А кажете ми кој се ќе настапува и што ќе видат посетителите? Главна звезда, тоест хедлайнерот е нормално Зоран Заев. Секако дека ќе имаме и локална поддршка, еве, како ќе имаме предгрупи како например Шилегов во Скопје, па Наташа Петровска например во Битола, па Гошаровски го имаме во Ресен и слично. А до кога ќе трае животот? Па вака предвидено животот да трае некаде до 15 октомври, но нормално на еден голем бис подосна ќе се врати од 16 до 29 октомври. И нормално се што е нели убаво многу кратко трае, па така да после овој период животот ќе мора да се врати во Данска, онаму каде што живее. А по 29? Па по 29 се враќаме во нормала, нели? Цеца, Аца Лука, Северина. Да, и да вас позовем на мој велики концерт у Колешино на Пихтијадата. Благодарам. Да, една голема звезда е. Да. Добро, имајте успешна турнеја. Ексклузивно за вчерашни Јелисалфета Крстич Поп Мајбах. Ти благодарам, Јелисалфета. Сите се радуваме што животот е овде барем за кратко. Останете со нас. Лекарка без соодветно образование била вработена во Прилепската јавна здравствена установа, меѓу народот позната како болница. Лекарката, иако немала соодветна стручна наобразба, одела на работа, прегледувала пациенти и примала плата. Нисам гинеколог, ал могу да е Хипократовата заклетва која ја положила лекарка од Прилеп, која работела без да има соодветно образование за тоа. Затоа СВР Прилеп подигна кривична пријава, а се очекува во иднина оваа кривична пријава да биде проширена и кон оние кои носат мајци со надпис "Нисам гинеколог, али могу". Лекарката во кратка телефонска изјава ни рече дека смета дека е невина и како треба да научи да работи ако нема пракса. Вели, обвинувањата се тенденциозни и доаѓаат во период кога таа скоро и да научила 90% од гинекологијата.
Траурни вести за економијата на Сент Антон Арлберг, Шамони и Мајхофен доаѓаат од кривичниот суд Скопје. Судот одби да му го врати пасошот на екс-премиерот Никола Груевски, со што неговиот зимски одмор се става под знак прашалник. Се погласни се најавите и шпекулациите во јавноста за тоа дека името на аеродромот Александар Велики ќе биде променето во склад со политиката на новата влада за добрососедство. Во јавноста се шпекулира со многу имиња на познати политичари, спортисти, музичари. Овој пат историските личности не се во игра, затоа што сигурно некој ќе се најде повреден. Одману излегоа со предлог кој е прифатлив за двете страни, и за Македонија и за Грција. Аеродромот да се вика воин на авион, со што би се решил овој долгогодишен спор. Многумина живо се сеќаваат на апсењето на Љубе Бошковски, Томислав Кежаровски и сензационализмот околу тие апсења, кој беше причина тие да бидат осудени од страна на гледачите пред да ги осуди самиот суд. А на семејствата им се нанесоа тешки душевни болки. За среќа со новата влада, таа пракса е веќе зад нас и минато. Никој не ме уапсе, сам се крив. Добро ќе биде минато еден ден, можеби, речи си сигурно. А ние продолжуваме со вчерашни. Продолжува собирањето на потписи кои се потребни да се организира референдум против доаѓањето на мигранти во Македонија. Кузман е на терен. Кузман, дали се слушаме? Кузман? Да, студио, се наоѓаме на едно место каде што неформалното Сдружение не за мигранти во Македонија собира потписи. Досега излезеноста е масовна. Се собра околу 12 до 13 потписи. Разговараме со господинот Калип Ал-Хусейни, кој е председател на ова Сдружение. Господин Ал-Хусейни, која е целта на оваа иницијатива? مقابل الناس في الحياة مؤمنون ولا قوة ولا بطبس الميغرانت لمقدونيا في الحياة لو سوريا جهاد ولا الحمد لله ولا قوة ولا تجدين للحمد ولا رеферендум или хамд. Така. Дали не идовте на некои проблеми поради оваа иницијатива? مستقيم Има, да. مستقيم تجدين لفكرة مستقيم Германија, مستقيم Шведска, مستقيم Франција. Така, да. Од Сдруженијето најавуваат дека доколку не им се исполнат барањата, тие ќе се борат со сите сили да не останат во Македонија. Но доколку тоа не се случи, тие најавуваат дека ќе штрекуваат со глад, а како трета опција најавуваат дека ќе се вратат во своите матични држави. مستقيم господине. مستقيم. مجرات الحمد الفاتحة مستقيم. مستقيم نيكولا Груевски. مستقيم Зоран Заев. مستقيم Павле Трајанов. Алхамдулилlah. Фикрет. Алхамдулилlah. مستقيم. Да, мустаким господине, уште еднаш. Покрај бегалците, голем број на наши граѓански здруженија ја поддржа иницијативата собирајќи потписи за да заминат заедно со бегалците. Еден од нив е и Ѓоре Дамески од Здруженијето Иднина за сите во странство. Па, ние членовите на ова здружение мислиме дека со оваа иницијатива се врши дискриминација на македонците и тоа токму во сопствената држава, па и ние, значи не може само бегалците да имаат иднина во Европа, па и ние сакаме да си одиме со нив. Економијата е во слободен пад, што би рекле од ВМРО ДПМНЕ. Па слободно падна за 1,7% во изминатото тромесечие. Како ова се одрази на граѓаните? Дали тие патат од овој пад? Екипата на вчерашни излезе на терен. И да видиме што забележаа нашите камери. Како се снаоѓате со падот на економијата? Види, економско-фискалните политики водат кон пад на економското производство, што во реалноста се отсликува со намалување на циркулацијата на финансиски средства, а тоа на крај го плаќа работничката класа. Нели нормално заради погрешните политики на елитите? Да. Може малце само да им го објасниме на гледачите попрактично ова. Мислам, ја разбирам што ми кажавте, само за... Видете, значи, економската теорија и економската пракса не секогаш се отсликуваат во реалноста исто, заради различните токови. Добро, и? Еве вака. Ова е ајвар, јас го правев. Да, многу е убав. Таман, малку љутко, како што треба.
Сега од овој ајвар мене ми иди државата и ми зема 2 прсти. Ајвар и ги мачка на леп. Ме разбираш сега? Појасно е? Да. Добро. Ете, гледаме како влијае економскиот пат према граѓаните, но чекај, мене ме интересира едно нешто. А од каде леп на државата? Од ММФ. Од ММФ. Добро. Студија? Таму си испобутаа секакви како што сум чул. Да не спомињам са юзернеймови. Ние да сакавме ваков кандидат не можевме никаде да најдеме. Само во Техномаркет, секогаш најголеми избори и најдобри цени на бела техника, мали апарати за домаќинство, IT опрема и комуникации, телевизори и аудио опрема, клима уреди и уште многу други производи. Техномаркет, 15 години со вас. Локалната самоуправа реши да ја разубави реката Драгор во градот по терасите на становите на Талески Владимир. Овој обид доаѓа откако општината претходно го пошуми Драгор и во него направи засолниште за речни мачки. Реката Драгоро како Дунав во Беч, вака ја опишват оние кои не биле во Виена. Локалната самоуправа ова пролет ја пошуми реката, а летото беше отворено и најсовремено засолниште за речни мачки, кои се автохтона битолска врста. Ова есен на речните мачки друштво ќе им прати пајките кои се очеква да се навикнат брзо на реката, затоа што немат некој друг избор. Локалната самоуправа велат дека со нисмалено темпо работат на пошумвањето на Драгоро, па се надеват до нова година во реката да пуштат и верверици и срни за да биде уште поуба. Влада ли е, твитап ли е? Ова прашање си го поставија многумина кога ги видоа новите советници во владата. Нивната критика дека сите твитерџи кои биле против минатата власт станале советници, по се изгледа се неосновани. Зашто се работи, ќе видиме во следната сторија. Гениалец заборавен од државата. Далибор Јордановски со име на Твитер Јордан Пиперката. Невработен, живее со своите, а завршил социологија на Универзитетот Кирил и Методи. Вели има повеќе следачи отколку што Валандово жители. Ајде, молим те, ме забораја, зашто ова ли се борев? За ова ли се боревме? Уште една ставка во неговото CV е тоа што тој за жал е еден од ретките кои не е избран за советник во влада. Таму си испобутаа секакви како што сум чул. Има, да не спомињам са юзернеймови. Прашањето дали сте разочаран само се одговори. Кажете ми кога почнавте со твитање, дали мисливте дека можеби ќе ви ухлебаат у влада? Не. Мислам, немав таква намера. Јас сакав да си го кажам своето мислење и тоа го правев таму. Сега криво ми е кога гледам како некои се више скрпеа живеачка од Твитера, ја уште со мајка ми и татко ми седам по дома, 45 квадрата стан. Тесно е многу. Знаеш кај спијам? Не, прв пат сум тука. Не спијам, твитам, ме забораја. Радица, мајката на Далибор, зад камерите вели дека тие инвестирале во нов телефон за да може Далибор побрзо да ги следи и да реагира на дневно-политичките настани. Како мајка, многу се секирам. Многу ми е тешко. Додава дека целото семејство е разочарано. За ова ли се боревме? Прашува Тивко. Ништо не јаде. Какво дете беше красно, да знаете. Погледнете на што личи сега. Другите твитерџи поарни да не се од него. Мамо, ај не знам. Благодарам.
Нашата екипа ја почувствува разочараноста на Далибор. Тој рече дека неговата среќа можеби ќе си ја побара повторно во ВМРО, откаде што и всушност почнал. Ама ме изиграа бе во времето, ми рекоа стар си за овлада. И сега ме фаќа некој боцевски синдром да ти кажем. Не сум женет за СДС бе, девојче. Па и да сум женет има развод. Стаеле тамо без следачи. Благодарам, Далибор. Стаеле без следачи. Ајде. Замислете, вели Далибор, на заминување. Партизаните од Втората светска војна да беа вака заборавени како мене, оставени на маргините да се борат и твитаат за џабе. А да видиме како службите лавовски се бореа со пожариве летово. Кузман разговара со директорот на Центарот за управување со кризи. Директоре, имавте тешко лето, полно напорно, полно со работа. Кажете ми како одеше процесот на гасење на пожари? Ме молам, јас сум нов директор, јас сум овде неполн месец од септември сум. Тоа е прашањата може на претходниот да се постави. Па дај честито тогаш. Фала, благодарам. Ти како е работата? Како што може да видите, јас сум овде неполн месец и веќе нема ниту еден пожар, нели? Што само за себе говори дека јас добро си ја бавам дејноста. А што се однесува за миналите периоди летоска, јас што можев да констатирам вака е дека колегите не направиле на време тендерска документација да набават врачеви доволно, како би играле некои танци за дождови да паѓаат, ниту пак имале тамо, како се тоа вика, соработка со овие харп системи да пушти нешто дождови. Значи катастрофа тоа било, односно тоа на овој центар за кризи му требал интерен центар за кризи, тоа е вака наш интерен џоук. Така се смешно, да, така. Кажете ми понатаму што ви е планот за... Па да, тоа сакав и да се надополнам. Јас сакам уште веднаш да распишам овој што еден тендер за врачеви, да може одма тука да пушти вода и да нема шанси, мислам, тоа да биде нити дожд да се запали, нити ништо, едина опасност ќе постои за поплави, меѓутоа отом потом доколку до тоа дојде овој да. Кажете ми дали тие врачови ќе може да работат и зимно време на снег? Ме дупиш? Како мислам би тоа за врачеви, тоа е за вода како може за снег, мислам. Тоа нема врска, нема логика, а у слалом тоа со снег, тоа се други служби, тоа е патишта и ова, така да не. Одговорот би бил не. Кажете ми, штедите се огромни, дали што ќе кажеш, што ќе додадете на ова? Па, што можам да дадам? Но, може да дадам неколку мудрости од типот. Каде што има дим, има и оган, онда има дека огинот е добар слуга, а лош господар е. Да не искочи се работава, дека село гори, баба се чешлам и така натаму. Значи, не треба да гледаме во минатото, да се вртиме тоа поминало, не треба да се грижиме за иднината, за тоа што уште не е дојдено тоа ќе биде бдушност. Значи, треба да се живее моментот. Дали ме разбирате? Така, разбирам. Очигледно дека Коста Петров не работел само во Министерството за здравство. Директоре, кои се вашите планови за иднина при гаснењето на пожари? Моите планови се во иднина се посветам на семејството и да се посветам на моето хоби, а тоа е собирање на народни мудрости, како што може да видите тоа падна. Има и други, а имам и други зидови, има каде да се тие мудрости закачат и така тоа, да. Директоре, пожар, нешто гори позади вас? Да, и што има дим, има и огин, нема простор за опасност, тамо колегите запали они сега печат пипер, тоа е сезона на зимници и така. Така, ви благодарам многу, директор. Да, и ја исто ви благодарам и за времето. Локални избори 2017. Кампањите се веќе во тек низ целата наша земја. Партиите веќе наголемо роварат на терен, ветувајќи им брда и долини на граѓаните. Досега брда и долини добија само Никола Груевски и собрата Рој, но партиите убедуваат дека сега има брда и долини за секој граѓанин. Екипата на вчерашни има чест и задоволство да разговара со Цобе, млад активист кој што оди од врата до врата и дели предизборна програма. Ние сте активисти вака пази каоиш. Ојме од куќа на куќа, од врата на врата, да убедваме граѓани да гласат за нас. Ние овде хисне дојдени се од партија, знаеш, дека ние се грижиме за секој граѓанин во општината, да му биде поубаво. Зато и поклон ти дојсов гумени чизми гратис. Знаеш што ти за нас треба гласаш, така? Да, бе, Цобе, па нема проблем, само вие се грижите за граѓаните. А кој број се чизмите? Бе, твој број се ти шабериш гајле, се лесно е со тебе, бе, човек ти. Сега ќе ти дам овие чизмите. Ево, земи. А вода има само од десна.
Една сега пред избори, една после избори, бе. Знаеш како одат тие работи, ние работиме цело време, ајде одам. Фала ти многу тоа, бе. Дали сваќате дека чим ви даваат чизми нема да ја асфалтираат улицата? Девоче, ај доста со тие моабати, мене не ме интересира политика, јас си го гледам семејството. Тоа е тоа. Студио? До мене се кандидатите од двете најголеми партии. Се уште не стигнуваат реакциите на јавноста по објавата дека градоначалникот на Чучер Сандево, господинот Јован Пејковски, ќе бара нов трет мандат. По изборите во 2013 година, кога Јован го доби вториот градоначалнички мандат, заедно со уште двајца вработени во општината, претепа со граѓанин и го изгриза по лицето. Но што за ова мислат жителите на Чучер Сандево? Ке дознаеме од нашиот репортер Кузман Статива, кој се наоѓа во Сандево. Така е, студио. Претепаниот граѓанин на суд сведочел дека градоначалникот го претепал затоа што дознал дека не гласал за него. Иако Пејковски негира дека го гризнал, сепак лекарите го утврдиле спротивното. Ова не е прв пат градоначалникот да биде обвинет за физичко насилство према граѓаните. Како сте задоволни од кандидатот и се уште актуелен градоначалник? Ние да сакавме ваков кандидат не можевме никаде да најдеме. Ние сакаме, и он ако сака да биде доживотен градоначалник на Чучер Сандево. Човекот е капацитет човек. Он гризе, буквално гризе за нас и за нашата иднина. Таков кандидат никаде не се наоѓа. Така и јасно сакаме да кажеме дека ние не бараме друг кандидат. Значи не постои кандидат со капацитети блиску до старо ново избраниот иден градоначалник. Он нема што не се разбира. Значи бизнис се разбира, економија се разбира, историја се разбира, математика се разбира, географија се разбира, карате, кунфу се ради и сакам да кажам јавно на телевизија дека ние за него ќе гласаме и само за него зашто е најдобриот градоначалник. Така е, градоначалникот пристигнува, па ќе го да го прашам. Да, студио, ова беа изјавите на граѓаните на Чучер Сандево. Се одјавуваме од овој див северозапад. Со среќа, Кузман, а ние продолжуваме со вчерашни. Дека Заводот за инфективни болести работи совршено под министерот Таравари, се докаже уште еднаш и тоа од самиот Таравари. Имено, министерот за здравство и кандидат за градоначалник на Гостивар објави дека и во неговиот роден град е забележан синдромот Боцевски, за кој здравствените власти се надеваат дека е целосно изолиран откако пациентот Зиро, односно самиот Ивица Боцевски, беше пуштен како амбасадор во Бразил. Таравари овој синдром го лоцираше кај неговиот против кандидат Асаф Адеми, кој порано бил член на ДУИ, а сега е кандидат за градоначалник од БЕСА. Ваквиот синдром, како што вели науката, се јавува кај еден пациент, па потоа тој може да се префрли на неговите најблиски, со што е можна миграција од една партија во друга. При ваквите миграции, како што велат медицинските експерти, кај јатото се јавува амнезија, што тие го губат помнењето за претходните политички активности. А сега спектакл. Конечно, кандидати од двете најголеми партии се согласија да се појават на ТВ дуел. Ланчо се наоѓа во една типична македонска општина. Да го проследиме дуелот. Добра вечер, драги гледачи. Сакам со задоволство да ја најавам вечерашната дебата. До мене се кандидатите од двете најголеми партии. Господинот Рикалевски од партијата ВМРО ДПМН, кандидат за градоначалник. Добра вечер. И од мојата лева страна е господинот Ливренски, кандидат за градоначалник од партијата СДСМ. Добра вечер. Добра вечер. Момент кој што ќе се пишува во читанките, ако некој ги чита тие читанки. Но, за да се случи оваа дебата, ние моравме да се осигураме дека тие ќе останат тука. Затоа ги врзавме за да не бегаат, затоа што се има случувано тоа во минатото да побегнат од емисија. Но да се вратиме на нашава дебата. Господин Рекаловски, што ќе направите вие за општината? Прво ќе го зачуваме идентитетот остане како аманет од нашите дедовци и баби. И ќе го продолжиме нашите синови, керки. Понатаму ќе го зачуваме името. Добро, од мојата лева страна е господинот Ливренски. Како вие замислувате општината? Значи, видете, ние општината ја замислуваме во ЕУ и во НАТО.
заедно со сите силни пријатели од целиот свет. Но пред се, најпрвин замислуваме како овие криминалци, како овој овдека се во затвор и како ги враќаат парите на граѓаните. Чекајте малце, не мислите дека за затвор треба да одлучува судот? Значи нема што судот да одредува, реков затвор за вакви криминалци. А чекајте, немате во програмата улици, патишта, култура? Какви улици, какви патишта, бе, друже, бе, со овие не одродија со СДСМ, бе, не одродија држава, ние мигранти ли да ни газат по овие патишта наши? Остајте, добро си прашуваш, не го слуша овој што треска. Значи, ке има и улици, ке има и патишта, се ке има со парите кои ќе ги вратат овие. Со тие пари се ке изградиме. И одозгоре на за другата еден бројчаник ке ставиме кој ќе ги брои тие пари. Да, заборавив да кажам дека во општината има струја од 5 до 7 секој втор ден и понекогаш и во недела. Кажи му сега нека му се јави, нека му сврти на Ангјушев, он нека му донесе струја. Ке донесе Ангјушев струја. Нека донесе. Ке донесе и тоа од ефтината, нека од вас. Васко, ајде. Од тука од скапата струја. Донеси ги плячкате кучевите да граѓаните. ме одврзате ме од овде. Некам да сум до овој тука. Ајде, чекај, не тегни, застани малце. И сега како што е редот, пред да ве напуштиме, фере да ви кажеме какво ќе биде времето. Одиме со временска прогноза. Добра ноќ, драги гледачи. Времето вчера беше исто ко минатата среда и се очекува исто и во деновите што следат, така да нема што да не изненади. Предизборни бури од ветувања, само за поевтинувања. Прекрасно време за предизборна трка, чекори сигурно за улици ке се крпат. Улици ке се крпат у Слепче, улици ке се крпат у Прилеп, да, улици ке се крпат и у Слатина, може би улици ке се крпат, не може би тако сигурно, драги гледачи. Лека ноќ. Стигнавме до почетокот на првата епизода од новата ера. Сега сме чекор за ците. Се гледаме следната недела во 20 часот. Тоа беа вчерашни новости, а од утре епизодата ќе ја гледате на YouTube. Добро утро! Добро утро и од мене.